од моето искуство долгогодишно, веќе 30 на години во секторот, гледам дека дел од прашањата кои ние многу ги покренуваме, прво не наоѓаат одзив во самото општество, а второ од самата држава, односно од институциите. И до некаде можем и да го разберам тоа во смисла на големината на проблемите. Вообичаено, тоа што се смета за поголем проблем, поголемо внимание добива, а друго што, иако ние релативно како граѓански организации вообичаено сме погласни, ама се доживува дека сме погласни што треба и наметнуваме некој проблем кој и не е баш најголем во општеството, и тоа нека смисла можеме да најдам разбирање. Второ, заради поларизацијата глобална, такви ефекти има и од влијание од надвор. И тоа не би рекол многу од руска или од не знам каква пропаганда или страна, туку и од самите и од западните медиуми дискурси кои креираат некој отпор кај нас што произлегува по мене од нашиот чуден пат кон Европската унија, да доста од застојот може да се припише на самата Европска унија. И сега тоа прави кај нас многу чудна и комплицирана мешавина зошто е се до тоа така и што всушност треба да се направи. Но како држава ги имаме избрано нашите патишта што пред 30 години кога деклариравме самостојност, веќе сме членки на НАТО, и колку и да е трнлив партов, мислам дека нема дилема дури и покрај обвинувањата за забеганост на некои партии и реторика која не е проевропска. Сметам дека мејнстримот или убедливото мнозинство на 90% и од елитите партиски нема дилема дека ЕУ е нашиот пат. И сега кога тоа е јасно и е така во државата, треба по-конзистентни мерки, чекори од сите актери, и од партиски, и од позиција, и од опозиција, во таа насока, а избегнување на меѓусебно обвинување, вклучително на што се случи кај францускиот предлог, кај што имаше напад од владата и лично премиерот до некои од граѓанските организации за антиевропеизам или како го векаат тогаш хистерија, што самото по себе е ист феномен, нели, на дезинформации, на недоволно познавање на работите, и сега тие што највеќе направили за евроинтеграцијата се обвинуваат за антиевропејство. И тука треба, оно што го рековте веќе во воедот, повеќе диалог и разбирање меѓусебно, па потоа прилично ќе се расчистат работите. Но во ситуација на поларизирана атмосфера и на голем број медиуми оние портали кои не се регулирани, а се дозволува да делуваат, се не знам каква е праксата и во светот, пошто гледаме во светот дека има многу такви ситуации. Ама едноставно, граѓаните па не се многу склони на проверување на од каде е ова, туку едноставно интересен наслов се кликнува и тоа се перпетуира самото понатаму, ама мислам дека е време Мислам дека Европската унија направи некои чекори во регулација на тоа, треба да се примени и да знае кој што може и како да каже во јавност, бидејќи се тоа делува понатаму на граѓаните и генерално треба да се придржуваме до тие европски стандарди, ама и самите да избегнуваме експлозивни изјави, обвинувајќи едни други или институциите, граѓанските организации и обратно, и повеќе во разговор да се проявуваат работите и да се меѓусебното разбирање се зголемува.